Имавме исклучително квалитетна и плодна средба со регионалната стопанска комора овде во Прилеп. Разговаравме за сето она кое што е потребно, а кое што за жал во минатото некако како да воопшто не се реализирало или бавно се реализирало. За време на кампањата превземавме определени, би рекол, обврски и дадовме ветувања дека работите кои што се погрешни, работите кои што се спротивни на интересите на бизнес заедницата, дека ние како политичка партија, градоначалникот, кој што во тоа време доколку биде избран, а сега бидејќи веќе избран и е градоначалник, ќе помогнеме да се решат во рамките на процедурите и законот, се разбира. Од ова што можевме денеска да го слушнеме е брутална злоупотреба на позициите на определени лица кои што се уште дел во администрацијата овдека во Прилеп, посебно во делот на урбанизмот, посебно во делот на одобренијата за градење, легализацијата и така натаму, нешто што по закон им припаѓа и покрај тоа што постојат реални законски можности, определени луѓе ја злоупотребувале својата позиција од причини кои што ним им се познати и не го почитувале законот. Потоа имаше доста поплаки во делот на јавните набавки и така натаму, нешто за што ние како ВМРО-ДПМН и новата администрација овдека во општина Прилеп треба да превземеме робусни и итни мерки да се надминат овие проблеми и секој прилепчанец, граѓани на Прилеп, да го добие тоа кое што му припаѓа по закон. Не сме да има повластени, сите сме исти, сите ги имаме еднаквите права пред законот и сите ние она кое што ни следува и сето она кое што со закон ни припаѓа треба да го имаме. Не треба некој да биде над законот и некој да го злоупотребува законот. Така што на моје особено задоволство еве денеска во организација на општина Прилеп и градоначалникот, тука и председавачот на совет, тука се и двајцата пратеници од парламентот, можевме од прво лице да слушнеме какви се очекувањата, но и што било погрешно во минатото, не само од оваа администрација која што изминативе 4 години буквално ништо не сработи, туку и порано. Така што очекувам во периодот што следи, ова што денеска го зборувам пред вас и пред граѓаните, да го реализираме и веќе на следната средба да зборуваме за развој, да излеземе од оваа минусна точка, да дојдеме до позитивна нула, за да можеме потоа да зборуваме за развој на Прилеп, за отварање на повеќе добро платени работни места, повеќе инфраструктурни проекти, поквалитетно образование и така натаму и така натаму. Така што очекувам ефектите од овој состанок да веќе до крајот на годината се видат и бидат видливи. Ние продолжуваме и понатаму да работиме и со граѓаните ширум Македонија, но и со бизнес заедницата.